Докторе, ви благодарам што ја прифативте поканата да гостувате во емисијата Мој избор. Денеска ќе говориме за една можна важна тема која што се однесува на здравјето на луѓето, меѓутоа некако и ја правевме подготовката за денешниот разговор, заклучивме дека технологијата во поглед на здравјето кај луѓето може да се употребува и да се злоупотребува. Медицината ги користи сите предности на технолошките достигнувања во изведувањето на операциите, меѓутоа и во секојдневниот живот и во комуникацијата, кога премногу ја користиме технологијата, особено она која што е намената за комуникација, тоа може да има последици по здравјето на човекот. Една таква појава која често ја слушаме во медиумите и веќе доспева во јавност е цервикалната дискус хернија. Многу често народски се вели дека таа е состојба која што едно современото доба затоа што поттекнува од некои стилски навики и современ начин на живот. Зошто се вели дека младата популација е најизложена на оваа состојба? Добар ден, најпрво им благодарам на поканата. Да, всушност овие тегоби со вратот кои што се денеска секојдневни, модерни, ајде да кажеме, и нема кој од нас не се соочува секојдневно со нив, се всушност последица од начинот на кој што ние секојдневно живееме и функционираме. Значи, заради тоа што многу долго седиме, многу долго работиме пред компјутер, борам најголемиот дел од нас, се занемаруваат спортските и физичките активности, се посветува многу време на мобилните телефони, при тоа земено на предвид генетиката која секој од нас ја носи, инфламаторните параметри, како што се заготувањето, храната, реагенсите кои што се наоѓаат околу нас. Оваа дегенеративна состојба на рабетникот, особено на цервикалниот, вратниот негов дел, се побрзо се случува и се има се повеќе интензивни симптоми. Понекогаш луѓето чувствуваат вкочанецот во вратот, стегнатост во мускулатурата, понекогаш таа болка или непријатност се шири во десната рака во која што најчесто е маусот, понекогаш оди во рамената и во двете раце, бидејќи така го држиме нашиот мобилен телефон на кој што поминуваме баги време. Секој од нас скрин тајмот секојдневно расте, верувам кај секој. Илузија дека некој го намалува, дај Боже да е така, меѓутоа сите овие работи кои се случуваат допринесуваат за нефизиолошка позиција на вратниот трбет, за забрзана дегенерација на зглобовите и на пршлените, а особено најмногу страдаат дискусите помеѓу цервикалните пршлени, бидејќи тие се меко ткиво, рскавично, кое што се на некаков гел на некој начин, амортизер меѓу пршлените, и тие заради својата конзистенција први се кои се на удар. Може да забележиме дека кај многу луѓе, не ги нарекуваме пациенти, бидејќи тоа е генерално состојба која што е предизвикува болен синдром, не е некоја болест. Значи, кај многу луѓе заради позицијата на држењето на вратот се појавува таа издолженост, наведнатост, грбка, мала позади, која што кога ќе притиснеме го интензивира болката, после некоја масажа или физичка активност попушта болката, или после кога ќе се напиеме аналгетик, и секој од нас знае дека доколку се активира физички, дека ако направи нешто околу себе, дека таа работа ќе се намали и дека нема да биде состојбата така лоша. Арно, ама не секој има време и можности тоа да го направи, така да тука на располагање ни стојат секако лекарите, лекарските прегледи, добриот преглед е клуч да се утврди дијагнозата, потоа ни стојат многу современи дијагностички методи. Сега сме 2026 година, магнетната резонанца е стандардот, не е веќе нешто кое што треба да се бара, чека, размислува дали да се направи. Истата за гледачите да дадат незрачи, не прави проблеми, дури бремени жени може да се снимаат на магнетна резонанца. Така да, земајќи го тоа предвид, може многу лесно да се постави дијагнозата, во која најчесто се работи за забрзана дегенерација на рбетот. Кога ќе кажеме забрзана дегенерација, мислиме дека тој дел од телото, за кој што велиме дека дегенерира, старее побрзо отколку останатиот дел на телото. Затоа и симптомите се концентрирани токму таму. Дали треба да почувствуваме некои симптоми или пациентот треба можеби и по слободна волја да се јави кај лекарот и да утврди дали можеби има потенцијални ризици поради начинот на живот како што го опишавме досега, да се појави таа состојба како резултат, како последица? На лекарски преглед не се јавуваме само доколку состојбата не е добра, па мора да се оди на доктор. На лекарски преглед може да се јавиме доколку ни е потребна едукација, за да некој ни ја објасни, како што ние сега објаснуваме, состојбата и некој не поучи што да правиме понатаму. Лекарскиот преглед и добриот невролошки статус при тој преглед не значи дека вие сте за операција, дека ќе добиете лекови и дека мора да одите на физикална. Напротив, добар лекар ќе ве посоветува прво каква мака имате, што да правите со неа, како да ја менаџирате, и доколку не е сигурен за каква точно состојба се работи, тогаш ќе ви предложи некакво
снимање најчесто, дијагностичка метода, а после тоа ќе ви предложи дали треба понатаму да се лекувате или ќе можете сами да менаџирате состојбата. Секако ова зависи и со каков тип на човек, односно соговорник, пациент во овој случај имате работа, бидејќи некои од нас прифаќаат едукација и сакаат да преземат иницијатива, на некој е полесно да додат на физикална терапија, некој сака да пие пенкилери, односно апчиња за намалување на болката, така да тоа зависи со кого имате од другата страна. Ама мислам дека едукацијата е круцијална, мора пациентот да знае со што се соочува и дека што да превземе, која и да превземе акција, каква таа реакција, односно последица ќе донесе. Таа може да биде позитивна, ако почне да прави нешто околу себе, да спортува, да ги слуша препораките, а може да биде негативно, односно да биде уште полошо, доколку ги игнорира. Кога говориме веќе за советите и за препораките, поради тоа што нас не следи широк аудиториум и мора да дадеме, или ако ве праша некој за совет на генералната популација, кои совети би ги дале за превенција да се избегне ова состојба на цервикалната дискус херенија? Па најдобро е доколку сте работите во канцеларија, на секој 45 минути да станете 5 минути да прошетате, да сте раздвижите по просторијата ако не може на друго место. Добро е да се прават оние утрински вежби гимнастички кои што секој од нас ги правил на часовите по физичко воспитание во основна и во средна школа. Тие всушност. Ако можеме да ги правиме неколку пати во текот на неделата, ќе почувствуваме значајно подобрување или ќе направиме добра силна превенција да нешто не ни се случи. Потоа е за зголемено поминување надвор, време надвор, во смисол на спортска активност, тоа да биде пешачење, хајкинг, кој што му одговара. Секој според своите активности, пливањето е одлично, исто така. А доколку симптомите се потенцираат, некогаш предлагаме да се работи, односно да се носи таа меко коловратник, шанцова крагна додека работиме, да се пијат одреден временски период лекови, да се оди на физикална терапија, а во оние најсериозни случаи кога имаме упорни, тешки болки во раката, во вратот, слабење на мускулатурата на раката, препорачуваме оперативен третман, а понекогаш операција е неопходна кога ќе почнеме да добиваме слабење на екстремитетите, односно заради притисокот на тие цервикални вратни дискус хернии, рбетниот мозок да трпи намалена циркулација и со тоа да рацете и нозете питат по-неспретни, потешко се движиме, да губиме брзина, едноставно квалитетот на живот рапидно да почне да опаѓа. Кога зборуваме за употребата на технологијата во поглед на извршување на зафати, операции, тумори на мозок, невронавигаторот е еден од главните предности, можам да кажам, веќе асистент кој што игра значајна улога во поглед на избегнување на сите опасности кои што можат да настанат како последица од сериозните зафати кои што ги правите при отстранување на тумори на мозок. Зашто се работи, каква е таа апаратура, каква е таа технологија и која е незината вистинска намена? Невронавигација е софтверско решение, систем кој што се состои од свој хардверски дел, монитори, сонди, камери, електромагнетни полиња. Меѓутоа софтверскиот дел е оној кој што ни овозможува да направиме предоперативно планирање и одредување на траекторијата, односно коридорот по кој што ќе оперираме. Тоа е на некој начин да направиме паралела, бидејќи рековте не следи широк аудиториум. Тоа е на некој начин како добра навигација во кола. Може да ве однесе безбедно по некои патчиња, да го одите до некаде, да тој тумор, односно да таа работа што имате таму да завршите, а потоа исто така безбедно да се вратите, при тоа избегнувајќи ги магистралните крвни патишта, големите крвни садови, избегнувајќи ги моторните зони на мозокот, избегнувајќи ги моторните трактуси, односно тие се за контрола на раката, ногата, патиштата за контрола на говорот, односно по најмалку ризичниот, односно најбезбедниот пат да дојдете, да оперирате и при тоа да ја завршите безбедно операцијата. Тоа е многу важно. Прво од медицински аспект, апсолутно секој еден од нас му е полесно, позгодно и се чувствува посигурно дека оперира, ама е уште поважно и на прво место за самиот пациент кој што знае дека ќе добие врвен третман кој што не зависи само од човечкиот фактор, туку има тука помош, тоа е машинско учење, делумна вештачка интелигенција и при тоа ќе постоперативно ќе има побрз и поквалитетен опоравок со смалени ризици за повторување на истата болест. У принцип тоа е многу добар, па до некаде да и асистент во прави раце, ако добро го владеете софтверот кој што во секоја навигација е многу сложен,
може да биде понекогаш и круцијален за добри цветна операција. Од аспект на пациент кога го гледате тоа, заради тоа што често работите со пациенти, кога ги запознавате со сите процедури, невронавигаторот, невронавигацијата, кога ја истакнувате како една од главните придобивки технолошки кои што ја користите во вашата работа, стакнуваат ли пациентите доверба, се чувствуваат ли посигурни и постои ли ризик и самата машина да погреши? Рековте дека со машинското учење многу се отстрануваат недостатоците да се направи некоја грешка, меѓутоа постојат ли ризици во нивната примена? Последното прашање прво. Машината греши со дадена маргина. И ако вие добро асетирате, маргината секогаш под 1 мм. Невидлива е грешката. Второ, пациентите не стекнуваат доверба со тоа што ќе му скажете, туку тие доаѓаат заради тоа што го имате. Така да веќе луѓето се информирани, Google е достапен, не само Google, YouTube и сите овие социјални мрежи на кои што толку многу време губиме, добро ги едуцираат и они знаат што бараат кога ќе дојдат. Така да вие добивате добро подковани пациенти за соработка кои што имаат свои барања, кои што се реални и се работи за нивната безбедност. Вие морате тоа да го испорачате, така да луѓето не ви доаѓаат ако вие не сте спремни. Така, уште едно прашање, можеби научно фантастично ќе звучи, меѓутоа еден неврохирург се образува целиот живот со доедукации, тоа е еден процес на доживотно учење, можеме да кажеме. Постои во одредени професии денеска страв дека ќе бидат заменети со модели на вештачка интелигенција и дека вештачката интелигенција наместо нас ќе може многу подобро од нас да ја работи таа работа. Дали кај неврохирурзите постои тој страв или сепак сметате дека во една колаборација со вештачката интелигенција може да стане иднината на неврохирургијата? Неврохируршки сон, знаете што е? Да имате вештачка интелигенција која води роботи, која вие едната и другите ги координирате. И тоа е веќе операциона сала која што е експериментална, а постои, сум имал можност да бидам таму, така да мислам дека тоа е стварување на убав сон, а далеку од тоа дека некој може да не замени, да сработи, да размислува повеќе, побрзо и подобро од нас. Сепак, машината и вештачката интелигенција е создадена од човекот. Секогаш постои еден човек било каде кој што подобро размислува сите не заедно. Така, значи тоа е утопизам, можеме да заклучиме. На некој начин, да. Мислам дека иднината е напред, дека многу ќе му се олесни на човекот, дека ќе бидеме многу побезбедни и посигурни, се додека таа технологија добро се развива. Така, и на крај да заклучиме дека технологијата е работа која што можете да употребувате и да ја злоупотребувате, се зависи од тоа каква ние вредност на нота ќе ја дадеме на технологијата, така и таа ќе ни одговори. Мислам и дека во тој дух можеме да го завршиме нашиот денешен разговор. Да, така испадна, во вториот дел покажавме колку може да не биде корисно, додека во првиот дел колку може и да ни штети ако ја злоупотребиме. Така. Ви благодарам, доктор. Благодарам на вас.